За 2026 година во Музеот на македонската борба се предвидени голем број на активности, програмски и вонпрограмски. Значи, во голем дел од програмските активности ќе се реализираат со поддршка на Министерството за култура и туризам. Пред се, тука даваме првенствено значење на заштитата, превентивната заштита, конзервацијата и реставрацијата на музејски фондови. Имаме проект во кој што се предвидува конзервација и реставрација на музејски фонд на хартија, потоа превентивна заштита на дониран музејски материјал, односно мебел, конкретно се работи за мебел кој што е донација од семејството Кареви. Потоа имаме предвидено изложбени активности, како и истражувачки активности. Во однос на изложбените активности, во теке во моментов изложбата за Лазар Соколов «Живот и дело», која што го представува ликот и делото на еден од поистакнатите основоположници на македонската држава и член на првото заседание на АСНОМ Лазар Соколов, која што се уште публиката може да ја погледне и е актуелна до средината на месецов. Понатака предвидена е изложба и истражување, како и монографија, за ликот и делото на Методи Лепавцов Лемето, македонец во екзил. За него е предвидено во текот на годината исто така изложба. Потоа имаме предвидено изложба за дејствувањето, ликот и делото на Вера Циривири Трена, која што е еден од ликовите од периодот на Втората светска војна. Понатака предвидена е изложба во која што ќе се представи значајна збирка на оружје, кое што го поседува музеот. Насловена е изложбата Огнот на човековата рака, која што ќе представи значајна колекција на музејско оружје од различни периоди застапено. Имаме предвидено исто така истражувачка дејност, етнолошки истражувања во полошките села во североисточниот дел на Македонија, кои што ќе допринесат за збогатување на нашата музејска колекција на материјали кои што ја представуваат културата и традицијата. Потоа имаме предвидено проекти за модернизација и дигитализација на музејската поставка, како што е проектот Катче за сведоштва, кој што се однесува на периодот на Втората светска војна, Македонија во периодот на Втора светска војна, каде што е предвидена модернизација и дигитализација, како и збогатување на тој дел од поставката. Исто така е предвиден проект за изработка на холограми во оваа година, кој што е многу значаен за на помодерен начин да се доближат музејските содржини до публиката и до помладите генерации. Понатака, исто така во однос на оваа година е значено да се одбележи, да се каже дека музеот ќе одбележи свој јубилеј од формирањето, 15 години од отварањето на Музеот на македонската борба. По повод Денот на независност 8 септември годинава, 26-та, ќе представиме изложба во која што ќе се направи еден сублимат на досегашното работење на музеот во текот на овие 15 години. Во текот на целата година во континуирано имаме предвидено голем број на едукативни работилници наменети за најмладите, за учениците. Во однос на меѓународната сцена, тука имаме предвидено наша гостувачка изложба за македонската жена низ историјата, која што ќе гостува во странство, како и учество на две конференции меѓународни. Едната е на Балканска музејска мрежа конференција и другата на НЕМО, односно мрежа на европски музејски организации, каде што музеот со своји представници ќе земе учество.
Поставката го опфаќа периодот од ајдуцството, како првата форма на вооружен отпор против османлиското владење во Македонија. Потоа ги следи првите востанија, Разловечкото, Кресненското востание, формирањето на Македонската револуционерна организација 1893 година, Илинденското востание, периодот на Балканските војни, Првата светска војна, меѓувојниот период меѓу двете светски војни, Втората светска војна, народно-ослободителната борба и на крајот се завршува со повојниот период во времето на Југославија и се заокружува целата поставка со независноста, со декларациите за независност од 8 септември 1991. Со тоа се заокружува целокупната прошетка во музејот.